Позитивната енергија и убавото размислување го продолжуваме со танцување. Токму затоа, точно во 8 часот и 32 минути, Слободанка ја покани Марија Тасевска, основач на детската програма Сакам танц. Сакам и јас танци, затоа си ја покани. Да. Многу си го сакам танцот. Добро утро и добре не дојде, Марија. Добро утро. Благодариме на поканата. Супер, одлично. Драго ми е што е така, како вака млада имаш ритам да стануваш ритуал од пораните утрински часови или? Кога треба? Кога треба, да, кога треба. Часовите обично ни се секогаш по ручек, па кога треба, да, и стануваме. Без кога имаме обврски, значи така, сме одговорни, тоа сакам да го кажам. Многу ми е задоволство што еве ова утро ќе имаме можност да разговараме и јас секогаш сакам кога имаме млади во нашето студио и да зборуваме, да промовираме нешто убаво, како што кажавме, многу кратко и јасно, зошто децата треба да танцуваат, ние прашањето, а одговорот ќе го добиеме токму од тебе. Затоа што сигурно дека со танцот сме исто од мали нозе и најверојатно тој допринел до физичкиот твој развој, како што се забележува, меѓутоа и до менталниот исто така. Сигурна сум дека тоа е поврзано со оглед на тоа дека некогаш и јас сум била дел од балетска група и како што кажав и посочив, го сакам танцот навистина многу. Ајде нешто повеќе сега ќе зборуваме за тоа како се оформи прво Сакам танц. Така. Започнавме со Сакам танц 2019 година, тогаш се оформи студиото. Прилично нови сме, да речеме. Само што започнавме неколку месеци работа, потоа, за жал, како што знаме, пандемијата се случи. Да, 2020 година. Продолживме онлайн. Ви ги скрати можностите за понатака да функционирате, како и на секое поле, така. Продолживме онлайн, меѓутоа нели мотивацијата секако и на децата беше многу помала. Па потоа ни дозволија пак да работиме и повторно си почнавме, ние 2021 си почнавме со детските часови повторно и еве до ден денеска си продолживме, на 2 локации сме. Одлично. Да, имаме во аеродромот, Авталица. Ке зборуваме и за тоа, меѓутоа јас ќе кажам која е причината зашто си ова утро тука, кога ги видов тие насмевки кај дечињата, кога ја видов таа голема радост како тие танцуваат, кога се сите заедно, но исто така и на овој начин и се социализираат. Меѓутоа, кога танцуваме, се опушта умот, се опушта телото, кажавме, ете, изборувавме за тоа дека колку ни е потребно на сите еден издувен вака да се каже вентил каде што можеме да ја исфрлиме негативната енергија, а да придобиеме позитивна енергија од сите заедно. Затоа музиката е секогаш добре дојдена, нели, за такво нешто. Кажавме дека на каков начин дојдовме до идеја со оглед на тоа дека најверојатно и ти си го сакала танцот. Секако. Од кога, како и зошто толку? Да. Па и кога започнав јас со танцот, таа енергија што ја добивав од танцот, како се што имав, тогаш бев нели помалечка, ама и обврските од училиште како се заборава, само што ќе влезам во сала, да. Само мислев на танцот искрено. Да се опуштиш. Да се опуштам, да изиграм и тоа и го сакав и едва чекав само да дојде следниот час по танц. Так. И тоа сакам исто сега да им го пренесам и на најмалите. Тоа ми е најважно, да едвај да чекаат, да сакаат нешто, нели, освен тоа што се врските од училиште и се, да имат нешто друго што едвај ќе чекаат да дојдат и да го направат. Да се радуваат. Да се радуваат, тоа е најважно. Да бидат во текот на ете кога сите се заедно во сето тоа, за да се опуштат и уживаат. Знам како и кога е во група е многу поубаво. Кога мене ќе ми каже некој за вежбање дека сама можеш, не можам сама. Затоа што мене ми е потребно друштво, комуникација, меѓутоа се разбира со луѓе кои што си имаат насмевка на своите лица. Јас ќе побарам еве и од режија да ги погледнеме и оние материјали, фотографии, слики кои што ти ни ги испрати, па да видиме како сето тоа изгледа и за што станува збор. Што гледаме сега во моментов? Така, оваа ни е една од постарите групи, односно постари дечиња што се јуниори. Кога велиме постари, за колку години е тоа? тоа? Да, не се тоа. Така, да. Со фактот што имаме дечиња од 3,5 години. Да. Таа овие се слики од надпревари. Прекрасни се, еве колку се златни. Ете така, да, со нивните пехари, медали и дипломи. Ова е од државното првенство сега што беше во јуни во Куманово.
Така, одат имаат и надпреварувачки дух пред се. Да, тоа ги учиме да се надпреварува, така да биде дел од многу важно и од часовите. Исто така ова од надпреварот во Штип што беше, Денскап Штип. Ова се најмалите дечиња што веќе стекнуваат навика ето и за учење кореографија за да може да се надпреваруваат. Така. Некои од тука дечиња имаат само 4 години, а веќе знаат како е да излезеш на сцена. Без проблем. Без проблем, трема. без трема, си изиграа секако што треба и со свое прво место. Браво, секоја чест и она што е важно, да, како што еве тука е и настапот пред јавност. Значи тие ја губат тремата, дури па можеби со нетрпение чека да излезат на бина за да се покажат. Нели во најубавото светло, затоа што кажавме дека многу е важно да го почувствуваат и тој дел од животот. Ете и тоа од мали нозе, затоа што со танцот се создава и една самодоверба во себе, функционираме посамоуверено и за себе, меѓутоа и во околината каде што функционираме, поготово исто така и во училиштето. Еве како она што јас го кажував. Колку е убаво кога сите се заедно на едно место и се договарате, па можеби и даваат идеи за кореографија? Да, секако, да, и тие идеи Еве видео на превари, да. Те идеи што ги даваат секако ги примаме, ги применуваме, бидејќи тоа ја развива, танцот ја развива и нивната креативност, за да ги дадат тие идеи, да. И ние секако ги елаборираме на часовите и работиме. Одлично, колку прекрасно само танцуваат. Да. Навистина. Сето тоа кога е синхронизирано и кога ги гледаме како и плюс на сето тоа убаво танцуваат, е навистина за еден голем поздрав. Па ајде сега повторно ќе зборуваме за тоа, нели, она сакам танц, токму насловот, нели, каде што го имаме вистинскиот, едноставно и јасно, сакам танц. Така. Како ги имаме групите во Сакам танц, сите оние кои што имаат желба да бидат дел од Сакам танц, на каков начин тоа може да го сторат, па ајде нешто повеќе ќе зборуваме и за тоа. Од ова што сега го погледнавме, сите кои што еве им се јавува желба. Така. Како што кажав и претходно имаме локации во аеродром и во Тафталиче, на двете страни згоре од Скопје. Се постигнува? Да, мора. Работиме. Имаме исто така и за дечињата што сакаат да пробаат, имаме и 2 недели бесплатна проба за прво да си пробаат како ќе им биде, да. Нели дали ќе се пронајдат во тоа, да, тоа е најважно. Може да не најдат и на Инстаграм, може да не најдат на Фејсбук, Сакам танц сме подпишани, да ни пишат. Групите имаме, како што кажав, од 3,5 годинки може да започнат, да, најмалечките. Зесиви. И ако препорачуваме барем поблиску до 4 години да се, нели за концентрација, за се подобро. Така ни се распоредени групите до 6 години, потоа од 6 до 9 години, другите групи од 9 до 12 години. Одлично. Во Сакам танц сигурно се забележува и ние како нација сме талентирани за танц. Тоа мора да си признаеме и да си се пофалиме. Дури и од мали нозе, како знаат да танцуваат дечињата и тоа сме го забележале повеќе пати. За каква музика, за каков танц конкретно станува збор и што е она што го обработуваме еве најмногу и што сакаат еве помладите, на што најмногу да танцуваат? Така. За најмалечките, тие што имаат 3,5, 4 години, 5 годинки. Детските, да, најмалите. Рипкат играат. Ете, така, да, не сакаме да се фокусираме само на еден стил за нив, туку обработуваме повеќе стилови за време на часовите. Имаме балетски вежби за правилен развој, потоа имаме модерни танци, односно популарна музика, чисто да развијат прво координација на телото, моториката. Така, и потоа како што растат, си се специализираат во одредено. Видеата што ги видовме се од деца што учат латино, латино танци, карипски танци и тоа. Сега за крајот од нашиот разговор само ќе се задржиме за она кои се придобивките, а за да се знае затоа што го спомена психофизичкиот развој. Значи работиме со дечињата од мали нозе, како сето тоа нели да го изградиме кај нив и како личности понатака во животот тие многу полесно ќе се снаоѓаат, затоа што тоа е многу важно. Па ајде нешто повеќе за тоа, значи имаме специјални часови за тоа. Така. Значи со танцот, освен за физичкиот развој, нели што развиваат рамнотежа, флексибилност, за мене најважното сила на телото. Потоа за менталниот развој, бидејќи тука учиме и координација моторика на телото, тоа се е поврзано.
а и исто така за социјалните вештини што ги развиваат. Така. Се дружат меѓу себе, исто така за време на часовите често имаме во група да работат, да смислат нешто, да создадат нешто и самата таа работа во група по 2, по 3 дечиња, потоа се менуваат, им помага. Резултатите ги гледате. Така во нивниот развој. Така, да. Многу благодарам, Марија, што ни одвои време и сите еве кои што сакаат да бидат дел од Сакам танц, слободно може да ве исконтактираат онаму каде што и посочивме. Така. Да се видиме повторно и со дечиња во студио. Сега се одморите, натака навака. Ќе ни биде многу драго да бидат дел од нашата утринска програма. Ви благодарам на Или ние на лице место кај вас. Како секако. Да. Добро дојден исто. Одлично. Јас имам пријателка која што има исто вакво студио за танци. Мислам дека незините 3 кирки од јасли веднаш ги стави на терен да играат и сега се веќе и шампионки, остваруваат награди. Претпоставав дека се вистинска гордост. Браво. Ви благодарам за овој конструктивен разговор.